Храната сега е перфектна, изгледа дека избори идат. Студентските градови што ги вети екс-премиерот Зоран Заев не ги гледаме на виделина, а ниту старите згради не се поправаат. Ке се реновираат студентските домови, но кога? Почнати се со изградба на прва зграда, планираат и лифт да стават тука паркче, направат или не знаеме што ќе се случи. Ситни поправки и реконструкции се единственото нешто што се случува, но тоа не е доволно. Додека чекаат да се реализира ветувањето за нов студентски град, студентите живеат во катастрофални услови со минимален стандард. Изгледа само забавите се добри, но тука застанува се. Поминаа 3 години од ветувањата на власта дека студентскиот дом Стив Наумов ќе стане студентски град. Ништо од ветувањата. Студентите се жалат на бизарните услови кои секојдневно ги живеат тука. Старите дотраени бараки веќе не се користат и пропаѓаат. Во функција се 2 постари павилјони, како и неколку нови павилјони кои беа изградени пред неколку години. Во нив живеат и најголемиот дел од студентите. А еве што им беше ветено на студентите. Многу често ние политичарите со полна уста зборуваме дека сето она што го правиме пред се за младите. Денеска ја представивме мерката за студентскиот град во Скопје со модерни архитектонски решенија за студентските домови, со инкорпорирани фитнес сали, киносали, библиотеки, ресторанти, сето она што е од интерес на самите студенти. Техничкиот премиер Оливер Спасовски заедно со министерот Адеми пред нешто помалку од месец дена направи увид за досегашните завршени работи во студентскиот дом Гоце Делчев, но наместо студентски град реновирани се блоковите В и Г. Можност да ги промовираме двата реновирани блока В и Г овде во студентскиот дом Гоце Делчев. Студентскиот дом Гоце Делчев требаше да има и патеки, да се посади ново зеленило, ќе се поставеа нови клупи, корпи за отпадоци, паркиралишта за велосипеди. Но во студентскиот дом може да се најде само на градежни материјали. Дали тоа значи дека на власта и текна на студентите на 1 месец пред изборите?